Здраво, другарчиња. Еве сум повторно. Јас сум вашата учителка Суза од најубавата градинка 8 март. И денес ќе учиме и ќе раскажуваме заедно за тоа како да станеме вистински доктори за цвеќињата со една наша прекрасна приказна што се вика Малиот доктор за цвеќиња. Ајде да видиме која е таа приказна. Кој е тој мал доктор? Тоа е една докторка, малечка, што се вика Малата Маја. И јас сега ќе ви раскажувам за Малата Маја и нејзината омилена другарка Оревка. Малата Маја, која што лежала на нејзиниот кревет и гледала, зјапала во таванот, се досадувала. Но нејзиниот постар брат Марко, која што го гледате овде на ова слика на зидот, не бил тука. И таа не знаела што да прави. Како и нејзината пријателка Оревка. И тогаш ревричката Оревка и предложила: ајде да си играме криенка. Колку убава идеја, извика Маја, која обожава да си игра. Си ги покри очите со дланките и почна да брои. 1, 2, 3. Маја реши да мами и почна кришом да цирка за да види каде ќе се скрие нејзината пријателка Верверича. Но таа веќе беше далеку. 8, 9, 10. Барам! Маја добро ја познава Оревка. Знае дека таа сака да се крие меѓу цвеќињата на верандата, на терасата. Па таа затоа веднаш отрче таму за да ја најде. Како што си мислеше, Оревка беше скриена зад цвеќињата. Не сакајќи да ја пропушти приликата, Оревка го подигна носето за да ги помири со убавите цвеќиња. На нејзино големо разочарување, Верверицата виде дека сите цвеќиња овинале, заборавајќи на играта што ја играа. Таа ја повика Маја. Што се случило, Оревка? Изгледаш цела вознемирена, се загреши малото девојче. Цвеќињата умираат, извика Верверицата. А Маја и намигна и го крена палецот. Доктор Маја доаѓа на помош. Да. Малото девојче отрча во нејзината соба, а кога се врати на верандата, беше облечена во нејзиниот докторски костум. Ајде да се погрижиме за нашите цвеќиња. Но Оревка посочи кон овенатиот босилек, другарчиња, еве го, во кујната и кон растенијата во предсобието. Треба да излечиме многу растенија. Маја ги прегледува сиротите цвеќенца. Таа забележува дека не растат како што треба, но не знае зошто се случува тоа. Зошто, другарчиња, се случува тоа? Ајде да одиме во дневната соба и малку да одмориме, и рече на Оревка. Овде е многу топло и грлото ми се суши. Додека ги изговараше овие зборови,
Таа свати каде е проблемот со цвеќињата. Ја наполни кантата за поливање со свежа вода и започна да ги вади цвеќињата. Почвата е толку многу сува. Вам ви треба вода. Оревка почна толку многу да љубомори како и обично. Па Маја и стави неколку капки вода во малечката ореова лушпа, а таа се напи една долга голтка. На цвеќињата им е потребна вода за да живеат, објасни Маја. Живни малку мало босилече. И ти ли си жедна? Праша Маја, опипувајќи ја, гледате, тука, почвата во саксијата. Изгледаше дека босилекот не е жеден. Зошто тогаш изгледа толку уморно? Не знам. Уште вода, извика Оревка. Оваа лушпа е премала. А јас сум уште жедна. Мала е лушпата на Оревка, Маја. Маја погледна кон саксијата и рече: премала. Па да, ти благодарам, Оревка. Бидејќи виде дека нејзината верверица ништо не разбрала, Маја ја објасни: на растенијата им треба доволно простор за да растат. Храната во почвата овде не е доволна за босилекот. Маја веднаш го пресади босилекот во нова поголема саксија, другарчиња, која ја наполни со свежо ѓубриво. Докторката Маја и нејзината помошничка потоа отидоа да го видат растенијето во предсобието. Тоа изгледаше многу жално. Видете го. Малото девојче ја погледна саксијата, ја опипа почвата и ги покрена рамениците. Саксијата е доволно голема. Почвата е влажна. Што ли не е во ред со тебе, прекрасно растение? Што мислите вие, другарчиња? Оревка почна да мижурка. А во предсобието имаше многу малку светлина. Оревка скокна до радијаторот и го вклучи светлото. Со малку повеќе светлина ќе гледаме појасно. Без да свати, Оревка го најде решението за проблемот. Маја го премести растенијето во дневната соба, каде што е многу посончево отколку во предсобието. Па така, на растенијата им е потребна светлина за да живеат. Ова е твојот нов дом, му рече таа на растенијето. Да. Трите растенија веќе се чувствува подобро. А Маја го остави нејзиниот докторски костум во кутијата за играчки.
Марко, пристигна. Пресреќна сум што те гледам. Ми беше досадно без тебе, му рече Маја на незиниот брат. Не годувајќи. Оревка. И свирна. А Маја го забележа тоа и рече: Извини, Оревка. Оди, искри се. Нашата игра не е завршена. Да. Затоа, другарчиња, имам за вас убави активности за дома, кои што може да ги изработите со себе, со вашите мама и тато. Додека сме сега дома, да изработиме нашата домашна убава градина за билките, за цвеќенцата. Еве имам предлог. Овде е тоа една убава затворена стаклена градина, изработена од 2 пластични чашки, во едната со зимичка, во кој што се насадени некои симчиња Макдонос или гранчиња Макдонос изртени. Еве, погледнете, тоа може да го направите и во некое празно пластично шишенце. И сечете го на половина. Овој отвор цвртите го внатре каде што има вода, а во горниот дел со зимичка посадете го растенијето. А знаете, сега доаѓа и великденскиот празник. Да. И сега можете во овие што се картони од јајца да поставите земја и да посадите во нив семчиња на некои билки по ваш избор со мама и тато. Тоа може да го направите и во овие убави стаклени теглички на кои што ќе излепите што се тоа. Да, некоја пченична трева, банане, орегано, русмарин, босилок. Наводнувајте ги и ставете ги на светлина, другарчиња. Се гледаме повторно.